За вашето утрешно мени ви предлагаме да подготвите: за предјадење салата бела бреза, како главно јадење хамбуршко печење, за десерт трилер торта. Од најниската точка на планетата, од местото за кое се водеа епски војни, од најчистото море во светот, 8 пати посолено и неповрзано со други мориња. Оттаму ви ја носиме најквалитетната морска сол. Морска сол од мртво море. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. Зачин К+, произведен од органски сув зеленчук, мирисни зачини со најдобар квалитет, надополнет со калиумова сол и без адитиви. Тоа е рецептот за врвен зачин. Зачин К+. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. Хималајска сол содржи 84 елементи повеќе од обичната сол, кои се совпаѓаат со елементите во нашето тело. Овозможува 23 пати повеќе размена на вода во организмот од обичната сол, 84 причини повеќе и 23 пати подобра од обичната сол. Хималајска сол. Прв македонски антидиетален производ. Манџа за вкусна манџа. Мешавина на зачини за подготовка на нашите традиционални јадења. На лесен начин до неверојатно вкусни. Компир манџа, тавче гравче, сочно ќофте, гулаш, шпагети болонјезе. Почестете се со најдобрите телешка, шкембе и рибја чорба. Манџа за вкусна манџа. За вашето утрешно мени како предјадење ви предлагаме да подготвите салата бела бреза. Во тенџере со зовриена водена оган доставаме пилешкото месо да се вари. Во друго тенџере со водена оган ги ставаме сувите сливи да се обарат за да омекнат. Главицата кромит ситна ја сечкаме. Шампињоните ги сечкаме на парчиња. Свежите краставици ги сечкаме на тенки кругови. Свареното пилешко месо го вадиме од тенџерето, го ставаме на чинија. Омекнатите суви сливи со лажица решетка ги вадиме од тенџерето, ги ставаме на чинија обложена со хартија. Во тава за пржење на оган со загреано масло го пржиме исечканиот кромит. Откако кромидот ќе омекне во тавата ги додаваме исечканите шампињони. Пилешкото месо го сечкаме на коцки. Содржината во тавата на оган ја посолуваме. Ја наросуваме со мелен црн пипер. Ја тргаме тавата од оган. Исцедените суви сливи ги сечкаме на парчиња. Чинијата за сервирање ја украсуваме со листови зелена салата. На чинијата ставаме од испржените шампињони со кромит. Од исечканото пилешко месо, кругови краставици и исечкани црни сливи. Потоа на крупната страна од рендето на чинијата рендаме 2 варени јајца. Ги прекриваме со испржените шампињони со кромит, врз кој ставаме половина од мајонезот. Врз мајонезот ставаме парчиња пилешко бело месо, кругови краставица и парчиња црни сливи. Потоа на чинијата рендаме уште 2 варени јајца. Ги нанесуваме преостанатите шампињони со кромит и преостанатиот мајонез. Врз мајонезот ги ставаме и преостанатите парчиња месо, црни сливи и кругови краставици. На крајот во чинијата рендаме уште едно варено јајце.
Украсуваме со кругови црвена пиперка и четвртинки варено јајце. За подготовка на ова предјадење нам ни беа потребни 70 минути. Со ова јадење ви предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино од сортата на грозје Ризлинг, со овошна арома и карактеристична свежина и долг и сув финиш. Се служи на температура од 10 до 12 степени. Пилешките гради сварете ги и сечкајте ги на коцки. Сливите обарете ги и седете ги и сечкајте ги на парчиња. Исечканиот кромид испржете го на загреано масло. Додадете ги парчињата шампињони и зачинете. На украсена чинија ставете од шампињоните со кромид, парчиња пилешко, кругови краставица и парчиња сливи. Изрендајте 2 варени јајца, нанесете шампињони со кромид и половина од мајонезот. Додадете ги преостанатите состојки и украсете. Добар апетит! За вашето утрешно мени како главно јадење ви предлагаме да подготвите хамбуршко печење. Кришките леб ги кинеме на парчиња, ги ставаме во длабок сад. Преливаме со 150 мл вода. Откако лебот ќе омекне, ја истиснуваме водата од него. Свинското месо го сечкаме на парчиња. И телешкото месо го сечкаме на парчиња. Потоа на парчиња го сечкаме и јунешкото месо. Киселите краставички ги сечкаме на ситни коцки. На ситни коцки ги сечкаме и лентите сланина. Јајцата ги сечкаме на парчиња. Во машината за мелење месо го мелеме прво свинското, потоа јунешкото и на крај го мелеме телешкото месо. Меленото месо го собираме во длабок сад. Ги додаваме парчињата кисели краставички. Додаваме мешан зачин. Наросуваме мелен црн пипер. Посолуваме. Ги додаваме парчињата сланина. Потоа го додаваме исцедениот леб. Јајцето го кршиме, белката ја додаваме во садот. Пршутата ја сечкаме на ситни коцки. И неа ја додаваме во садот. Сардините ситно ги сечкаме. Ги додаваме во садот. Потоа ги додаваме маслото од сардините и исечканите јајца. Со рака ја месиме смесата додека не се соедини. Потоа од смесата формираме векна. Ја набрашнуваме од сите страни. Правоаголната тава за печење ја набрсуваме со путер. Ја ставаме векната во тавата. Тавата ја ставаме во рерна. Печеме 45 минути на температура од 200 степени. Ја ставаме векната на даска за сечење. Во садот со киселата павлака наливаме 50 мл вода. Мешаме со жица за матење. Со размешаната павлака ја премачкуваме векната. Потоа ја сечаме на парчиња. Чинијата за сервирање ја украсуваме со листови ендивија. На чинијата скалесто ги сервираме парчињата хамбуршко печење. Декорираме со кругови зелена пиперка. За подготовка на ова јадење нам ни беа потребни 70 минути. Со ова јадење ви предлагаме да се напиете квалитетно суво црвено вино од сортата на грозје Мерло со рубин црвена боја и арома на презреано грозје, мед и смеса на карамелизирани шумски плодови. Се служи на температура од 16 до 18 степени.
3 вида месо сомелете ги и измешајте ги со парчињата краставички, сланина, пршута, варени јајца и сардини, омекнати од леб, делката и зачините. Формирајте векна, набрашнете ја, испечете ја, премачкајте ја со павлака размешана со вода, исечете на парчиња, сервирајте и декорирајте. Добар апетит! Како десерт за вашето утрешно мени, ви предлагаме да подготвите трилер торта. Почнуваме со подготовка на првиот пандишпан. Во сад за матење ги кршиме јајцата. Го додаваме шеќерот. Матиме со миксер додека не се растопи. Ги додаваме брашното и оревите. Потоа ги додаваме чоколадата во прав, претходно подготвениот мелен грилијаж и прашокот за печиво. Мешаме со лопатка додека смесата не се соедини. Смесата ја ставаме во тркалезна тава за печење обложена со хартија. Тавата ја ставаме во рерна. Печеме 30 минути на температура од 180 степени. Во меѓувреме го подготвуваме вториот пандишпан. Јајцата ги кршиме, ги делиме белките од жолчките. Со миксер ги матиме белките. Во садот за матење го додаваме шеќерот. Откако ќе се растопи, го исклучуваме миксерот. Потоа ги додаваме оревите и бисквитите. Мешаме со лопатка додека смесата не се соедини. Смесата ја ставаме во тркалезен калап за печење обложен со хартија. Калапот го ставаме во рерна. Печеме 20 минути на температура од 180 степени. Во меѓувреме го подготвуваме третиот пандишпан. Лимонот го цедиме во цедалка. Јајцата ги кршиме, ги делиме белките од жолчките. Со миксер ги матиме белките. Во садот за матење го додаваме шеќерот. Откако ќе се растопи, го додаваме лимоновиот сок. Го исклучуваме миксерот. Смесата ја ставаме во тркалезен калап за печење обложен со хартија. Калапот го ставаме во рерна. Печеме 20 минути на температура од 180 степени. Почнуваме со подготовка на филот. Во тенџере на оган налеваме 300 мл млеко. Го додаваме шеќерот. Ни шестето го додаваме во преостанатото млеко во мензурата. Ги додаваме ванилиниот шеќер и 10 жолчки. Мешаме со жица за матење. Потоа непрекинато мешајќи со жицата во завриеното млеко ја додаваме содржината од мензурата. Откако кремот ја добие потребната густина, го тркаме тенџерето од оган. Чоколадата ја кршиме на парчиња, ја додаваме во тенџерето. Мешаме со жицата додека не се растопи. Во длабок сад го ставаме маргаринот. Го додаваме шеќерот во прав. Матиме со миксер додека маргаринот не стане пенест. Потоа го додаваме изладениот крем. Матиме со миксерот. Потоа ги додаваме оревите. Откако филот ќе се соедини, го исклучуваме миксерот. На чинија за торта го ставаме првиот пандишпан. Го сечеме на половина. Кората на чинијата ја премачкуваме со фил. Врз филот го ставаме вториот пандишпан. Го филуваме. Го нанесуваме третиот пандишпан. Премачкуваме со фил. Врз филот ја ставаме втората кора од првиот пандишпан. Целата торта ја премачкуваме со преостанатиот фил. Во сад за матење го ставаме прашокот за шлак крем. Го налеваме млекото. Матиме со миксер додека шлак кремот не ја добие потребната цврстина.
потоа го подиме во готварски шприц. Со помош на шприцот со шлак крем ги украсуваме страничниот дел и горната површина на трилер тортата. Декорираме со сечкани ореви. За подготовка на овој десерт нам ни беа потребни 2 часа и 30 минути. Со овој десерт ви предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино од сортата на грозје Шардоне со арома на овошје и сладникав вкус. Се служи на температура од 10 до 12 степени. На крај напијте се филџан топло и вкусно македонско црно кафе. На здравје! Јајцата изметете ги со шеќерот, додадете ги преостанатите состојки и испечете го првиот пандишпан. Од белките изматени со шеќерот, оревите и бисквитите испечете го вториот пандишпан. Белките изметете ги со шеќерот, додадете лимонов сок и испечете го третиот пандишпан. Од млеко, шеќер, ванилин шеќер, жолчки и густин сварете крем. Мешајте ја чоколадата. Соединете со изматен маргарин со шеќер во прав и ореви. Филувајте ги пандишпаните. Украсете со изматен шлак, крем и декорирајте ја тортата. Добар апетит! Зачин К+, произведен од органски сув зеленчук, мирисни зачини со најдобар квалитет, надополнет со калиумова сол и без адитиви. Тоа е рецептот за врвен зачин. Зачин К+. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. Од најниската точка на планетата, од местото за кое се водеа епски војни, од најчистото море во светот, 8 пати посолено и неповрзано со други мориња. Оттаму ви ја носиме најквалитетната морска сол. Морска сол од мртво море. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. Прв македонски антидиетален производ. Манџа за вкусна манџа. Мешавина на зачини за подготовка на нашите традиционални јадења. На лесен начин до неверојатно вкусни. Компир манџа, тавче гравче, сочно ќофте, гулаш, шпагети болонјезе. Почестете се со најдобрите телешка, шкембе и рибја чорба. Манџа за вкусна манџа. Хималајска сол содржи 84 елементи повеќе од обичната сол, кои се совпаѓаат со елементите во нашето тело. Овозможува 23 пати повеќе размена на вода во организмот од обичната сол, 84 причини повеќе и 23 пати подобра од обичната сол. Хималајска сол. Се надеваме дека со нашиот избор на јадења ви помогнавме да се одлучите што вкусно да сготвите за утре.